Ви благодарам. Почитувани присутни, денешна пресконференција е свикана по повод поднесување на втората интерпелација против министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски. Последната беше од април 2025, веднаш после настаните од Кочани. Сметаме дека во оваа година проблемите во МВР не само што не се решија, туку и се наталожија. Како држава која што е над европскиот просек по бројот на полицајци по глава на жител, сметаме дека перформансите кои ги покажува и министерот и полицијата се неприфатливи за едно демократско општество. Интерпелацијата е поделена во 17 точки, групирани во 6 глави. Првата се однесува на саботирање на истрагите и злонамерна несоработка со ОЈО за гонење на организиран криминал и со корупција со цел заштита на политички мокници и коалициони партнери на власта. Алудираме на несоработката во случајот шпионажа кај највисокиот државен врв, потоа непостапување за откривање криминал со надзорот во Бехтел и Енка, на кој што ќе треба да одговори министерот пред пратениците, и непостапување кај дивоградбите во Чаир, предводени од неговиот коалиционен партнер Изет Меджити. Втората глава е неказнетиот криминал на белите јаки и селективното постапување на МВР пропратено со партиско-политички мотиви. Една точка е посветена на куќниот притвор за Артан Груби по склучениот дил со Дуи, чиј лидер, да подсетиме, се уште има државно обезбедување. Следното е запрената постапка за милионскиот криминал со канцероген мазут. И третата глава се однесува на креирање на приватна партиска полиција или познатата ВМРО-МВР од прислушкуваните разговори на Гордето, заради владино прикривање и таргетиран политички реваншизам кон опозицијата. Алудираме на командната одговорност и полициските пропусти кои доведоа до трагедијата во Кочани. Ова е попатно споменато, бидејќи имавме една посебна интерпелација за тоа, но веќе има пресуди против полицајците. И следното е незаконитиот претрес кај директорката во училиштето во Демир Хисар. Четвртата глава е посветена на непостапување на македонската полиција во случај на семејно, врсничко и родово базирано насилство и говор на омраза. Опфатени се непостапувањата по пријави против серискиот убиец од Старо Нагоричање и другите експонирани случаи на фемицид, каде што имаме еклатантни прекршувања од страна на полицијата. Следното е несоодветно процесуираните пријави за семејно насилство во случајот со самоубиството на мајка и дете во Тафталиџе. Потоа непроцесуирањето на повикот за силување и сексистички коментари кон советничка на левица од страна на ВМРО-вски директор на Македонски шуми и непреземање превентивни мерки за заштита од булинг и врсничко насилство во училиштата во Македонија. Предпоследната глава се однесува на непрофесионалните двојни стандарди при постапување на полицијата, односно различното однесување при исти или слични случаи. Алудираме на приведувањето поради истакнување палестинско знаме на спортски надпревар, а не приведување при палење на македонско знаме и свркување на македонската химна, како и разбивање на блокадите кај Ореовец Прилепско, а не разбивање на блокадите кај Битпазар во Чаир. И последната и најинтересна според мене е судирот на интерес и бизнис шемите кај министерот, кој беше познат како адвокат на урбаната мафија претходно. Имено ќе треба министерот да одговори за адвокатско-тужбените шеми кои ги имал пред да стане министер со еден началник во Источна Македонија за испумпување пари од МВР, потоа за сомнителните тендери и фантом фирми, особено за фирмите Алдариф, Анго Доел, Дон Холдинг и ММ Пак Елпеник, за кои што има низа афери, каде што имаме напумпани цени, потоа за непотизмот, кронизмот, поповите и специјалците во МВР, и последното за модното студио без работници, кое беше избрано да ги изработува полициските униформи и кој тендер пропадна. Ова се накратко точките 17 по кои што министерот ќе треба да одговори пред пратениците и кои што ќе бидат елаборирани подетално во експозето и интерпелацијата ќе ја поднесеме веднаш после оваа пресконференција. Ние алудираме на несоработката која што има полицијата со одредени високо профилирани случаи. Како што кажа и во самото обвинителство, имаат со месеци чекање и непостапување по наредби од страна на специјалното обвинителство кое гони организиран криминал. Тоа е едниот аспект, а другиот се однесува на неквалитетот на доказите кои што се собираат. Имено гледаме дека тоа е практично, ако е така како што тврдат, тоа е практично
политичка полиција, односно тие прават пиар, собираат некакви си докази кои потоа паѓаат на обвинителство, што е исто така проблем на МВР, а не на обвинителство. Во случајот со Артан Груби сметаме дека има дил помеѓу ДУИ и ДПМН, затоа што, како што каже и директорот на затворот истражен во Шутка, не биле консултирани, додека МВР и АНБ со свој кобожемски независни анализи и експертизи процениле дека на Артан Груби му е загрозена безбедноста. Од тука сметаме дека министерот ќе треба да каже кој е тој политички дел кој што стои помеѓу нив. Па очекуваме да добиеме поддршка од опозицијата првенствено, додека бидејќи станува збор за еден од омилените ВМРО-вски министри, не очекуваме да добиеме поддршка од мнозинството, но очекуваме жестока дебата која ќе дојде на дневен ред, а тоа е во месец јуни, согласно деловничките рокови, тоа ќе биде овој месец.